Бидејќи го прозвавте и вице-премиерот за спроведување на рамковниот договор, ќе ви речам дека вчера во неговиот кабинет сите министри кои што беа присутни во Република Македонија од албанската заедница, вчера имаа детална анализа заедно со државниот секретар во Министерството за култура и ја преоценуваа програмата, особено по прозивањата во јавноста за неправилности во делот со албанските проекти. Во таа смисла тие излегоа со соопштение и тоа соопштение е на албански и е објавено на веб страната на заменик премиерот. Она што тие го констатираа е дека поддршката за културата во Република Македонија за граѓаните од албанска националност е 4-кратно зголемена во однос на сите досегашни практики и во таа смисла, имајќи ги предвид сите големи проекти кои што се тераат, како обновата и изградбата на Тетовскиот театар и библиотека и Албански театар, деновите на наем и еден друг збир на манифестации кои што се поддржани во самата годишна програма, тие гарантираат дека ќе имаме и оваа година богата и квалитетна културна програма на граѓаните од албанска национална припадност. Во однос на генералните забелешки за неправилности, веднаш да расчистиме една работа. Значи, целата дискусија во јавноста за наводи за неправилности е резултат токму на нашата транспарентност, на нашата решеност да ги објавиме сите податоци поврзани со комисиите, како и со добитниците, вклучувајќи ги и нивните имиња и адреси, како и побараните и одобрените суми за проектите. Ние сме тие што ја повикавме јавноста и сите заинтересирани за овој процес да не известат и нас и другите надлежни органи доколку имаат индиции за какви било неправилности, за да можат да следат соодветни постапки. Ако споредбите со минатите години ја ги земеме предвид, транспарентноста отсуствуваше речиси целосно, а ваква дебата немаше во јавноста. Би сакал да истакнам дека низ овој процес поминаа над 5000 проекти, а над 2500 проекти беа прифатени. Да се изведе процес во таква импозантна бројка и во мал временски период, имајќи предвид дека комисиите не можеа да се оформат порано и поради изборните ограничености, е навистина голем подвиг. Истовремено, спорните проекти не се повеќе од 20-тина, а и средствата кои им се одобрени и нивниот број не надминува ни 1% од средствата за целокупната годишна програма. Во однос на дискусиите во јавноста за можниот конфликт на интереси, би сакал да истакнам дека сите членови на комисиите го повлекоа нивното учество во сите проекти за кои тие не одлучуваа самите. По дополнителниот притисок на јавноста имаше 3 спорни проекти кои што самите учесници исто така ги повлекоа. Веќе имам информации дека и проектите кои што беа доведувани во врска со можно влијание во кабинетот и во луѓе блиски до државниот секретар се исто така повлечени. Министерството за култура побара мислење од антикорупцијска комисија за укажување на сите можни конфликти на интереси, непотизам, корупција или други незаконски практики. Исто така отворени сме, го повикуваме и јавното обвинителство, доколку тие сметаат дека има било какви индиции, подготвени сме да соработуваме и со нив. Нашата недвусмислена определба е дека процесите на одлучување треба да бидат целосно транспарентни, да бидат фер и објективни, согласно начелата, критериумите и пропозициите на конкурсните апликации. Цврсто стоиме на ставот дека доколку има индиции за неправилности или доколку одредени личности или субјекти учествувале во непотизам, клиентелизам, влијание или други незаконски практики, Министерството е подготвено веднаш да ги преиспита тие случаи и доколку се утврди одговорност, кон нив да се постапува согласно со законот. Времето за незаконско и непрофесионално постапување заврши и таквите практики се заменуваат со практики на стручно, одговорно и домакинско работење со средствата на граѓаните. Како и во нашето досегашно работење, Министерството ја става транспарентно целата документација.
и за медиумите, и за јавноста, и за сите надлежни органи. Воедно ве повикуваме, доколку и вие имате било какви информации, да го известите Министерството за култура.